Дозволете накратко да информирам за текот на евакуацијата на македонските граѓани, процес кој се одвиваше успешно и очекуваме да биде финализиран во текот на оваа недела. Во Израел успешно беше реализирана евакуација на сите лица кои изразија подготвеност да ја напуштат државата по копнен пат. 6 лица беа евакуирани со владиниот авион преку Шарм ел Шејх, додека за други 6 лица дипломатско-конзуларните представништва во Тел Авив и во Кајро асистираа во организацијата на нивното враќање со комерцијални летови. Останува уште едно лице, чија евакуација ќе биде реализирана веднаш штом се создадат безбедни услови. Од Обединетите Арапски Емирати вчера беше реализиран лет со 151 патник, меѓу кои има и странски државјани, и тоа еден црногорски, 2 босански, 1 украински, 1 српски, 2 косовски државјани, како и 4 лица со холандски пасош. Во моментов во оваа земја се евидентирани уште од прилика 430 македонски државјани, а во текот на оваа недела од Дубај се планирани уште 2 лета. Би сакал да напоменам дека 14 пријавени лица не се појавија на аеродромот во Дубај во текот на вчерашниот ден. Во многу краток рок, дипломатско-конзуларното представништво контактираше други наши граѓани со цел целосно искористување на капацитетот на летот. Во Доха се евидентирани 162 лица, од кои 89 изразиле подготвеност за евакуација. Во Кувајт се пријавени 36 лица, во Бахреин 15 лица, а во Кралството Саудиска Арабија 5 лица. За нив е предвиден организиран транспорт до Ријад како централна точка за собирање, пошто во текот на оваа недела ќе следува директен лет.